Турција го охрабрува диалогот меѓу Македонија и Грција во насока на изнаоѓање на решение за прашањето за името. Ова е една од клучните пораки кои во Анкара ги доби премиерот Зоран Заев на средбите со турскиот државен врв. Позицијата на најмоќната држава во регионот се очекуваше со доза на неизвестност, бидејќи ставот на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган од пред само неколку дена остави простор спорот за името дополнително да се искомпликува. Господине Заев, ви отворено се залагате и работите на компромисно решение за прашањето за името, но од друга страна турскиот претседател Ердоган во својата последна изјава околу името вели дека тоа што го бара Атина од Скопје е нефер. Ова на некој начин тоа имплицира дека е против решавање на спорот со името. Еден ваш коментар околу ваквата негова изјава и став на турскиот претседател. Исто и за господинот Йилдирим, значи коментар околу ваквата позиција во прашањето со името. Tabii Makedonya'yı anayasal ismiyle ilk tanıyan ülke. Турција е првата земја која ја призна Македонија со нејзиното уставно име. Името на една земја го определува самата земја, не го определуваат некои други земја. Тоа е многу погрешно. Но покрај сите овие активности во врска со ова прашање, проблемите со кои што ги доживуваме со Грција, мислам дека со разговори ќе може да се решат, со добра волја, со добра намера, ќе се изнајдат можности да се решат. Тоа е наша најголема можност, бидејќи соседните земји, меѓусебните проблеми треба да ги решаваат врз основа на меѓусебни разговори и братски пристап. Sorunları. Ние денеска разговаравме за ова прашање и Турција како пријател секако поддржува решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, заради тоа што навистина тоа е решение единствено возможно за нашиот пат кон НАТО и кон Европската Унија. Јас сум убеден дека навистина со вакво охрабрување и поддршка од најголемите пријатели на Република Македонија ќе се изнајде решение за овој повеќе од 25 години проблем кој што Република Грција го има со нашето уставно име. За истакнување и тоа што Зоран Заев стана првиот официјален представник на Република Македонија, кој го употреби зборот терористичка за организацијата ФЕТО на Фетула Ѓулен, кој во Турција е портретиран за најголем противник на Реджеп Тајип Ердоган. Сепак, Заев не сподели детали како Македонија ќе соработува со Турција за ова прашање. Познато е дека Турција, уште додека премиер беше Груевски, бараше затворање на училишта, невладини и други организации во Македонија кои ги смета за блиски до Ѓулен. Јавно не е познато дали било каков ентитет беше затворен. Makedonya'nın ülkemize verdiği desteğin И сакам да изразам благодарност на Република Македонија за поддршката на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО и на следбата констатиравме дека што поскоро треба да се окончаат активностите на терористичката организација ФЕТО во Македонија и во тој контекст премиерот на Македонија ни даде целосна поддршка. Başbakan kısa süre önce Ние даваме целосна поддршка на Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО. И апсолутно ги презимаме согласно уставот и законот сите чекори во Република Македонија, кои што секако ќе го унапредат нашето пријателство со Република Турција. Ќе ги почитуваме и меѓународните договори кои што се почитувани и сите меѓународни правила, но се што ќе преземеме е да докажеме на Република Турција и на граѓаните во Република Турција дека во Македонија имаат искрен пријател. Ние презимаме чекори и ќе продолжиме да презимаме чекори, заради тоа што и од полза на граѓаните на Македонија пред се е унапредувањето, зајакнувањето и секако негувањето на ова големо пријателство кое што постои помеѓу двата народи и двете земји. Освен со политичкиот врв на Турција, Заев имаше групни и индивидуални средби со турски бизнисмени. На состанокот со представници на групацијата ТАФ, која управува со Скопскиот и Охридскиот аеродром, паднал договор каде ќе се трошат парите кои ТАФ требаше да ги инвестира во изградба на карго аеродром кај Штип.
сакам да им соопштам на граѓаните дека навистина ќе се развиват многу важни општествени проекти, важни за сите граѓани, подеднакво на територијата во Република Македонија. Овие 45 милиони евра ќе бидат инвестирани во периодот од наредните неколку години, почнувајќи од веднаш во нови градинки, во нови училишта, во нови локални патишта и нови канализации и системи за одводнување. И знаејќи дека ова представува сериозна потреба на граѓаните во Република Македонија, јас сум убеден дека навистина преку ваквите проекти ќе имаме општо задоволство и бенефит и двете страни. И граѓаните на Република Македонија и ТАВ како концесионер во Македонија. Од средбата со турските бизнис комори можеше да се дознае дека македонската влада е во напредни преговори со турски инвеститори за зоната во Гевгелија. Од она што беше јавно соопштено, најверојатно станува збор за варијанта за издавање на целата зона. Како и во политиката, аргумент на македонската делегација беше дека и во економијата потенцијалот за напредок е во регионална соработка. За 360 степени од Анкара, Зоран Јовановски.